Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Мицкоски не е никаква жртва, туку режисер на крваво сценарио. Крваво сценарио на Мицкоски и неговите коалицијски партнери, Левица и Алијанса, крваво сценарио кое не успеа. Мицкоски не беше вечерва мета, туку ја одигра најлошата улога за државата и за граѓаните. Срамно, страшно и опасно е однесувањето на опозицијата, која се обидува да прикаже некакви меѓуетнички тензии, кои всушност се предизвикани од највисоки представници на партиите во опозицијата. Ова е човекот за кој што Мицкоски според нивното крваво сценарио требаше да глуми некаков напаѓач. Цуфи Кока. Погледнете за кого станува збор. Веќе МВР го приведе ова лице. Овој човек е брат на висок член на коалицијскиот партнер на Христијан Мицкоски, Алијанса, која што воедно е директор на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Повторувам, станува збор за братот на председателот на огранокот на Алијанса во Чаир и главен функционер во кампањата на Данела Арсовска. ВМРО ДПМН не се менува, Мицкоски не се менува. Погледнете ги фотографиите. Данела е на секоја втора фотографија. Се е лажно во ВМРО ДПМН. Дури и ова крваво сценарио кое вечерва не успеа. Воопшто и немаат друга стратегија освен креирање тензии, конфликт и страв кај граѓаните. Спремни се да жртвуваат луѓе за своите политички цели. Спремни се да ја запалат цела држава. Тоа нема да го дозволиме. Почитувани, не се во прашање никакви меѓуетнички тензии, туку политичко крваво сценарио кое веќе го имаме гледано. Граѓаните никако да подледнуваат, апелираме на смиреност, а институциите да си ја завршат работата и сите инволвирани да одговараат пред законот. Нема да дозволиме дестабилизација и сите нивни деструктивни сценарија повторно, апелирам повторно, ќе бидат поразени. Ви благодарам, повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.